проектот Уметност за сите стартуваше со втората активност со глината, со проектот Дајте му форма на животот. Со оглед на тоа дека слабовидните и учениците со оштетен слух и говор се многу малку застапени во јавниот живот, воопшто во социјалните, културните и забавните содржини. Ваквиот проект направи да тие буквално се побрзо и полесно вклучат во истите тие активности и не само тоа, туку и на некој начин да се поврзат и да договоруваат и со децата од редовната настава. Чест да ви кажам што работам со ученици со кои што ме радуваат. Они се радуваат и јас се радувам што успешно се реализира работилницата и направија многу добри креативни уметнички дела. Во еден момент ова не треба да биде само како проект, него секој општество, секоја држава треба да размисли за луѓето до нас, за луѓето кои се движат околу нас и дали имат потреба некојаш нешто да им се вружи. Традиционално секоја година почнавме да правиме вакви работилници кај што децата се воодушевени не само тоа што го прават, туку самото нивно учество. Значи тие користат прилика да земат работа, заедно да работат со ученици од редовни училишта. Цело време се организираат настани дека не треба да се има предрасуди пред таквите деца. Тоа ми се потврди и денес и вчера. И мислам дека дефинитивно треба да им се даде шанса, бидејќи сите тие деца, иако се попречени во одредени области, имаат премногу таленти. Мислам, имаше деца што знаат многу подобро да направат подобро и од мене, подобро да цртат, иако има оштетен вид и слух, така да си поминавме преубаво, а мене искрено ми е многу мило што сум дел од сето ова и се надевам дека ќе продолжат вакви работилници да се прават. Нашата поинта тука е да бидеме еден вид на ментори, да ги насочиме во нивната работа. Но настрана од тоа што ние треба да ги насочиме нив, сметам дека многу научивме и ние сами. Затоа што како визуелци, како ликоњаци имаме одредена верзија за светот и моментално тука пристапуваме на деца со тотална спротивност, со многу други гледишта, со многу поинако разбирање за сето и сметам дека е многу добар проект, дека одлично се одвива во моментот. И колку што научите, толку научивме и ние. Денеска јас ќе пробам да направам плажа со каменчија. Може да се каже дека нас е поразвиен допирот, затоа што всушност рацете треба да бидат нашите очи. Ние преку допирот треба да ги гледаме работите и тоа значи не од голема помош. Можеме да осетиме кога, например, формата од глина што сме правиле кога таа е рапава, па да измазгме и да ја додадеме до нормала.